Здраво дечки и добродојавте во уште едно видео од овој серијал за React.js. Исто како и во претходното видео, и во ова видео веќе имам подготвено за што ќе зборуваме и како што може да погледате, нашата апликација е малку изменета. Во ова видео ќе додадеме, ќе го додадеме ова load more копче што ни се вика lazy loading. Значи, знаеме дека во претходниот случај, значи до претходното видео, ги имавме сите постови изрендерирани на оваа страна, меѓутоа сега со кликање на ова load more копче ќе додадеме функционалност кога ќе кликаме да ни се лодираат уште по 4 нови поста на секој клик на копче. Како што гледате, со секој клик имаме 4 нови поста и страницата ни се скрола до load more копчето. Што друго ќе зборуваме во ова видео, значи ќе воведеме уште еден хук што се вика useRef, кој што ќе ни помогне за да го имплементираме ова што ни е скролањето до load more копчето или до дното на страницата, меѓутоа исто скролање може да го направиме и на поинаков начин. Па ајде да започнеме. Ајде ќе направиме мала промена од претходното видео. Најпрво ќе ви објаснам што имам направено, а потоа ќе ревртнам се, значи ќе го ресетирам кодот и повторно ќе го искуцаме чисто да ме пратите што правам. Ајде сега ова ќе го искоментираме и ќе го користиме она што го имам претходно. Значи сега скролањето ќе ми се одвива на овој начин, но ајде да го објаснам кодот полека. Значи што имам направено е, значи во Home.js, ајде овие ќе ги исклучим работи да не ми сметаат. Во Home.js имам додадено на крајот од овој grid, кај што ми е затворен, значи овој grid се однесува на ова, значи на овој контейнер овдека, имам додадено уште еден контейнер, кој што ќе ми го содржи ова копче ова на дното. Значи имам уште еден grid контейнер овдека, кој што ги содржи еден айтем, што ни е ова едно копче овдека. Внатре исто така како атрибут, значи внимавајте, значи ова е контейнер, не е айтем, како што беше случајот со постовите тука. Значи ова ми е grid контейнер нов и имам justify атрибут ставено, кој што ми вели дека се што ќе имам внатре ќе ми биде центрирано. Значи justify content ќе ми биде во middle. Значи во средината на екранот, да ми стои more копчето. Доколку го избришам ова, како што гледате, копчето ми оди на левата страна под дефолт. Сакаме тоа копче да не биде во средината за да не изгледа поубаво. Потоа им додадено копче. Му имам ставено ID атрибут со unique ID, што ми се и како вредност му имам ставено load more button. Size му имам ставено large, да биде малку поголемо. On click му имам ставено handler и load more handler power имам ставено. Ова го игнорирате за сега. Внатре текстот на копчето ми е load more, исто го имам врапнато или замотано, некој се лута што викам врапнато, бидејќи да имам хедонски збор, го имам замотано во p tag. На p tagот му имам дадено стил, значи стил освен во CSS файл, доколку имате нешто ситно, можете inline за овдека, значи во истиот ред, како атрибут да дадете стил атрибут и во двојни криви загради вакви, отворена еднаш, отворена два пати, внатре пишуваме наш CSS и наместо со точка запирка поединечните работи ги одвојуваме со запирка. Гледате, font size имам ставено 22 и color му имам ставено за white, односно бела. Текст имам ставено load more 3 точки. Рековме ова сега ќе го игнорираме. On click горе имам дефинирано функција за ова, load more handler. Ево го тоа, load more handler. Велиме set offset, значи имаме дефинирано горе offset state со иницијална вредност 8, а тоа ни е бидејќи доколку погледнеме кај што ги мапираме нашите постови, имам кажано дека тој array ќе му направам slice, односно ќе
ги намалам бројот на моменталните елементи и велам дека пред да ги мапирам, значи иницијално ги имам сите, меѓутоа пред да ги мапирам, велам направим му слайс од нултиот до офсетиот елемент. Значи во овој момент ги имам добиено сите постои овдека, меѓутоа кога ги вртам сите со тој мап, велам дека ќе ги одграничам од нултиот до осмиот елемент. Значи тоа до деветиот без да го вклучиш деветиот, значи ќе имам 8 елементи. Значи 8 елементи зајам тука. Уствари ова ми е offset, значи велам ќе почнеш од нултиот и уште 8 ќе броиш понатаму. Така функционираше слайсот, мислам. Ако не се лажам. Старт и има number или end. Како и да е, значи од 0 до 8 велам. И потоа се што правам на клик во ова load more handler е го зголемам бројот на овој offset од моменталниот и му додавам уште 4. Значи секој пат кога ќе кликнам на load more копчето, ова set offset ќе ми се зголеми за 4 и значи овде кога ќе дојдам ќе имам од 0 иницијално до 8, кога ќе кликнам еднаш од 0 до 12, потоа до 16, до 20 и така натаму. И мислам дека тоа е тоа и со тоа сме го добиле овој резултат кој го видовме овде. Ајде сега да чекнеме се, ајде чисто ќе го копирам ова во нов файл да го имам тука на страна покрај мене, за ако нешто се деси некоја неочекувана грешка или нешто, видеото да не го раздолжувам, тука да можам да дзирам веднашка да видам што правам погрешно. Значи да не губиме време, чисто заради тоа го копирам. Одиме во Source Tree, десен клик, Reset или за вас најверојатно ќе биде тоа Discard. Исто така не ви го објаснив ова другото со useref, але тоа ќе го споменеме во како што ќе го куцаме кодот во продолжение сега. Идеме Reset. Океј, се враќаме во нашата апликација и како што гледате го немаме load more копче, доку ги имаме сите постои изрендерирани. Ајде првично да го земам импортот тука за копчето, да не го барам каде го имам. Мислам дека тука го имам, и тука го имам. Ќе го изгасам тука, значи ќе го земам импортот за копчето. И ќе го ставим овдека. Значи ќе имаме копче импортирано. Овдека рековме на крајот ќе ставиме уште еден контейнер, после овој контейнер, значи овој ми завршува тука. Ставам уште еден grid контейнер. Нека остане и spacing нека има justify е еднакво на центар. Океј, внатре ставаме едно копче, рековме, button. Со во под так ставаме load more 3 точки. Со ова на крајот од ова треба да го имаме load more, че како што гледате со црни букви овдека не се гледа. Рековме имавме стил овдека на копчето, еднакво. Во стилот беше font size 22 и color мислам дека беше white. Да видиме дали не се што треба. Нешто има погрешено. Видиме како беше font size и color white. Копираме тука, не знам што грешка куцам. Style, font size, color. Што гледам се ми е исто. Повторно. Да, еве го, значи нешто имавме, вали некој typo што ви рекле. Font size, не знам што има сгрешено, како и да е. Го добивме истиот резултат како што го имавме претходно, значи го имаме load more копчето. Потоа рековме правиме слайс на горе кај што ги мапираме нашите постови. Еве ги posts, овде кај ги мапираме и му велиме точка slice. Slice и ќе речеме од 0
до 8, за да видим истият резултат. И значи инициално имаме сега, как ще гледаме 8 постови. Въведохме и offset, const, offset state, set offset. Инициално рекохме дека ќе ни биде use effect, тук use state. Инициално ќе ни биде 8 и потом место да ја хардкодираме вредноста, може да овдека да му речеме вредноста од горе од state-от ми го земи. Осмицата што ми инициално, повторно ми е 8. Што правим понатаму? Велиме на on клик на копчето. Клик. Ајде ќе дефинирам исто како ваму, да имаме on click handler. Const load more handler, мислам дека беше. More handler еднакво на arrow функција и set offset му правиме. Инициалниот offset плюс 4. Окей. На onClick рековме ќе ја повикуваме оваа функција. Зашто ставив двојни загради. И да видиме дали ние секој што треба. Ево што гледате. На клик на копчето ни се лодираат уште 4 постови. Окей. Друго што имавме, да, уште скролањето не остане. Да видиме како ја крстив тука функцијата, smooth scroll ми е крстена. Ајде ќе ја земам тука, да не ја куцам однови и ќе ви објаснам што правиме. Smooth scroll, ќе ја ставиме тука. Ова значи ќе го игнорираме за сега, значи го користиме JavaScript DOM за со помош на query selector функцијата да пронајдеме елемент со ID load more button. За таа цел, значи знаеме дека бараме ID бидејќи имаме овдека хештаг или тарп, значи бараме по ID. За таа цел, значи треба да му ставиме да има ID ова копче и да ни се вика load more button. И со помош на ова овдека, значи document query selector, го бараме load more копчето по тоа ID, бидејќи имаме овдека хештаг и референца до тоа копче ќе ставиме во оваа променлива овдека scroll to element. Потоа велиме на, значи на секој елемент имаме точка scroll into view функција и велиме да ни направи smooth скролање до центарот на тој објект. И што правиме понатаму, правиме уште еден use effect овдека и велиме сегаш кој ни се промени offsetот да ни се повика оваа функција. Use effect функција во dependency array ставаме offset и видиме smooth scroll. Offset, не е offset, туку е offset. Окей, и сега треба се да ни работи. Како што гледаме, се ни функционира исто како и претходно. Рековме дека исто така имаме и друг начин да го имплементираме ова скролање, а тоа е со користење на useRef хукот. useRef. Креираме овдека нова референца, значи во вториот случај скролањето ќе го правиме со користење на, рековме на useRef хукот и на самиот елемент ќе му ставиме референца, ќе видиме како е тоа и потоа може на тој елемент, значи директно да му речеме scroll into view и да ми скролне до тој елемент. Значи многу поедноставно, значи избегнуваме една цела линија код и кодот ни изгледа малку почисто. Значи креираме овдека променлива и ја менуваме, не знам, load more button ref и еднакво use ref и ставаме вредност да има иницијално 0.
load more ref ми крстаме само, ајде нека ми биде така, load more ref. Чекайте, вратиме ова искоментираното. Load more ref рековме и на самото копче овдека, значи сега ID-то може да го тргнеме, меѓутоа нека ни стои. Ќе му речеме ref е еднакво на таа променлива што имаме ставено. И докато се некој што треба, значи треба ова скролањето повторно да ни функционира. Како што гледаме повторно се ни работи. Значи се што направивме го воведовме овдека useRef, направивме една варијабла во која ќе чуваме референца до тоа копчето и рековме иницијална вредност ни е 0. Потоа овдека на копчето рековме button, рековме дека ref ќе не биде тој ref што го креиравме горе, вредноста до тој ref, значи имаме овдека направено референца во ова копче, во ова променлива до ова копче button. И на smooth scroll велиме таа референца што и да има во неја, значи во овој случај ни е самото копче, .current, значи што и да е, .current, .scroll into view, behavior smooth scrollање и одека сме сменили да не биде блокот end место центар, значи да не биде исто како во долниот пример. И како што гледате ни работи така и така, значи како сакате, значи користите кој сакате начин. Со useRef видовме како може да користиме уште еден нов хук од React. Така да дечки, мислам за ова видео е доволно, па се гледаме во некој нареден. Поздрав!